Повеќе пари за капитални проекти, дополнителна поддршка за земјоделството и нови мерки за заштита на жртвите на семејно и родово насилство. Ова го предвидува ребалансот на буџетот, откако во него беа вградени амандмани во текот на расправата. Владата го утврди конечниот текст кој сега оди на одобрување на пленарна седница во собранието. Со измените се обезбедуваат дополнителни средства за жените што вршат земјоделска дејност, за воспоставување национална СОС линија за поддршка на жртвите на семејно и родово насилство, како и за отварање и ставање во функција на 2 згрижувачки центри. Вкупните расходи од буџетот ќе изнесуваат 6,9 милијарди евра, а планирано е да се соберат 6,1 милијарда евра. Голем износ ќе се одвои за реализација на капитални инвестиции или речиси 750 милиони евра. Парите за изградба на патишта, болници, училишта, градинки и друго се зголемуваат за огромни 14,5% споредено со првично планираното. Од финансии во неколку наврати потенцираа дека капиталните проекти се одвиваат со силна динамика, а министерствата аплицирале со нови проекти. Со ребалансот се одвојуваат дополнителни пари за субвенции во земјоделството, во железничкиот сообраќај, поддршка на спортот, за студентски и ученички стандард. Ќе има повеќе пари за најранливите категории граѓани преку средства за социјални надоместоци, за заштитни друштва, народни кујни, како и за здравствена заштита. Истовремено се намалуваат расходите за стоки и услуги. Поради негативните последици врз глобалната економија како резултат на воениот конфликт на Блискиот Исток, владата ги ревидираше проекциите. Сега наместо 3,8% очекува економски раст од 3,5%. Инфлацијата пак ќе се зголеми од првично планираните 2,5 на 4,5%. Јавниот долг треба да остане под нивото од 60% од БДП, а дефицитот да изнесува 4,1% од БДП или 752 милиони евра.